Денеска православната црква ги празнува светиот апостол Филип, светиот Григори Палама, архиепископ Солунски и светиот Јустинијан, цар Византиски. Светиот апостол Филип роден е во Вацаида кај Галилејското езеро како Петар и Андреј. Од малечок научен на Светото писмо, Филип веднаш одговорил на повикот на Господа Исуса и тргнал по него. По слегувањето на Светиот Дух, Филип ревносно го проповедал Евангелието по многу страни на Азија и по Грција. Во Грција евреите сакале да го убијат, но Господ го спасил со своите моќни чуда. Така еврејскиот архиереј, кој се нафрлил на Филипа да го тепа, одеднаш ослепел и сиот поцрнел. И настанал голем земјотрес и земјата се отворила и ги проголтала Филиповите гонители. И многу други чуда се случиле, посебно имало исцелување на болни, заради кои многу незнабожци поверувале во Христа. Во фригискиот град Јерапол, светиот Филип се нашол на заедничка евангелска работа со светиот Јован Богослов, со својата сестра Маријамна и со апостолот Вартоломеј. Овде имало некаква голема змија. Неја незнабожците грижливо ја хранеле и се поклонувале како на Бог. Божите апостоли со молитва како со копје ја умртвиле таа змија. Со тоа го привлекле гневот на помрачените луѓе. Разлутените незнабожци го фатиле Филипа и го распнале на дрво наопаку. Потоа го распнале и Вартоломеја. Тогаш земјата се отворила и ги проголтала судијата и многу други со него. Во голем страв останатите луѓе потрчале да ги симнат распнатите апостоли, но успеале само Вартоломеја да го симнат жив. Филип починал. Вартоломеј на крстените за епископ им го поставил стахи, кого пред тоа тој и Филип го исцелиле од слепило и го крстиле. Стахи бил 40 години слеп. Моштите на светиот Филип подоцна се пренесени во Рим. Овој прекрасен апостол пострадал во 86-та година во времето на царот Дометијан. Поуки од светите отци. Човекот не живее за да ја најде среќата, туку вистината. Тежок и тесен е патот до вистината, но оние што ја посакуваат ја наоѓаат и вистината ги ослободува. Вистината е личност, Богочовекот Исус Христос. Архимандрит Никодим Солунчев. Светиот Григори Палама, архиепископ Солунски. Таткото на Григори бил познат чиновник на дворецот на царот Андроник II Палеолог. Надарениот Григори, кога ги завршил световните науки, не сакал да појде на дворска служба, туку се оддалечил на Светагора и таму се замонашил. Се подвизувал во Ватопед и во Лавра. Водел борба со еретикот Варлам и најпосле го победил. За митрополит Солунски бил посветен во 1347-та. Бил прославен и како подвижник, како богослов, како јерарх и како чудотворец. Наизменично му се јавувале Пресвета Богородица, светиот Јован Богослов, светиот Димитри, светиот Антони Велики, светиот Јован Златоуст и ангелите Божји. Управувал со Солунската црква 13 години, од кои една година поминал во робство кај сарацените во Азија.
Мирно се упокоил во 1360-тата и се преселил во Царството Христово. Моштите му почиваат во Солун, каде што се наоѓа и прекрасна црква во негово име. Поуки од светите отци. Божјата благодат доаѓа и се вселува во луѓето кои претрпеле голема болка, кои минуваат низ големи искушенија, но не ја губат надежта и се надеваат на човеколюбивиот Бог. Архимандрит Павел Пападопулос. Светиот Јустинијан, цар Византиски. По потекло Словен, од околината на Скопје, словенското име му било Управда. На престолот го наследил својот стрико Јустин. Големината на овој цар неразделно е поврзана со неговото длабоко православно верување. Верувал и живеел според верата. Во чесниот пост не јадел леп ниту пиел вино, но се хранел со зелје и пиел вода, и тоа преку ден. Завојувал против дунавските варвари, само затоа што овие ги кастрирале заробениците. Тоа го покажува неговото возвишено чувство на човеколюбие. Среќен и успешен во војните и во работите. Изградил голем број прекрасни храмови, од кои најубав од најубавите е Света Софија во Цариград. Ги собрал и ги издал римските закони. Самиот тој создавал многу строги закони против неморалот и расипништвото. Ја составил црковната песна Единороден Сине и Слове Божји, која почнала да се пее на литургијата од 536 година. Го свикал Петтиот Вселенски собор во 553 година. Мирно завршил на 14 ноември 565 во 80-та година од својот живот и се преселил во Царството на Небесниот Цар. Поуки од светите отци. Поуки од светите отци. Не плашете се од злото што е надвор од вас, но од злото во вас. Надворешното зло е допуштено и контролирано од Бог, бидејќи е Седржител. Но ние сме одговорни за злото во нас. Откако ќе ги видиме последиците на злите мисли, сваќаме дека е потребно да сме трезвени и внимателни. Митрополит Христифор Јордански. Достойно est Јаково истину, блажити Тја Богородицу, присно блажа
Поруки од светите отци. Љубовта има три ипостаси: девственост, познание и светост. Без девственоста љубовта не е милост, но е земска, себичност и страст. Без познанието љубовта не е мудрост, но е лудост. Без светоста љубовта не е сила, но е слабост. Господи, удостој ме со љубовта, со која ти живееш и живот даваш. Удостој ме со Твојата љубов и ќе бидам слободен од сите закони. Всели ја во мене Твојата љубов и таа љубов ќе ме всели во Тебе. Свети Николај Велимировиќ. Te